Во ова видео ќе гледате посета на култната околина на Прилеп, која што изобилува со неверојатни камени формации, и посета на манастирот Зрзе. Ова што ви го покажувам во видеото е за мене идеален ден. Значи, за мене идеален ден е токму ова, да се качам на воз, посебно од Велес до Прилеп, затоа што возот вози низ Баба планина и имате можност да видите неверојатни пејсажи и неверојатна природа. Значи, уживањето е максимално, доколку сте љубител на возови, доколку не, барем пробајте, па кажете ми. И за мене е токму ова идеално поминато време во воз, на топличко, и уживам во убавиот поглед. Певе малку уживајте во патот и после тоа ве носам на култниот локалитет Баба. А еве сме и на локалитетот Баба, кој што се наоѓа на 3 километри после градот Прилеп или пред Прилепското езеро. Значи, Прилеп изобилува со неверојатни локалитети, изобилува со неверојатна камена уметност и вреди да се посети. Има најмалку 10 локалитета за кои што јас знам околу Прилеп, кои што вредат да се снимаат и да се истражат. Јас ќе се потрудам да ви ги снимам сите со текот на времето, па така еве овој пат ќе почнам од локалитетот Баба, па ќе продолжам понатаму, затоа што се неверојатни и заслужуваат да бидат видени и секако да останат запишани на видео. Иначе, за локалитетот Баба, од тоа што најдов на интернет од некои истражувачи, им имаше многу голема логика мене, односно резонираше со мене, е тоа дека Ба означува душа, а дупло Ба или Баба означува небесна душа или заштитник. Па така овој неверојатен локалитет, кој изобилува со огромна енергија, би можело токму да биде тоа заштитник на Пелагонија или заштитник на пелагонците, а можеби и на цела Македонија. За формите на овие карпи, јас не знам дали се правени од луѓе, дали е само чудо на природата. Некои ми делуваат како да се направени од луѓе, меѓутоа што значеле, јас не знам. За камените кади кои што ги среќавам, имам снимано, мислам дека служеле за собирање на вода и имале практична примена, а за формите на овие карпи мислам дека имале би можело енергетска улога или езотериска, односно секоја форма привлекувала или ширела одреден вид на енергија, па така токму формата на овие карпи би можело да значи тоа.
Иначе, овој локалитет Баба крие уште многу други неверојатни камени форми, до кои што не можев да стасам во ова видео, затоа што беше замрзнато и ми беше страв да се качувам многу високо по карпите за да ви ги снимам. Меѓутоа, верувајте дека има уште многу неверојатни форми, кои што ги нема никаде на друго место, како што се камени скали, како што се мали пештери издлавени во неверојатни камени форми и слично. Меѓутоа, еве можете и сами да видите од тоа што ви го снимав колку е неверојатно ова место. А ова е менхирот кој што се наоѓа на локалитетот Баба, кој што ги менува формите на лицето, односно се верува дека некогаш е насмеан, некогаш е лут и слично. Сега беше малку лут. Меѓутоа е интересна камена формација. Овие карпи исто ми го привлекува вниманието затоа што се наредени како да се исечени, како да представуваат некоја форма. Толку од локалитетот Баба, одам до манастирот Зрзе и од манастирот Зрзе најинтересни ми се камените конаци или камените пештери кои што се наоѓаат под самиот манастир, а во текот на 6-7 век тука престојувале монаси, живееле во нив, потоа се префрлиле горе во манастирот во поново време кога бил направен. Меѓутоа, многу ми се интересни овие пештери. За жал не ни е достапно доле, не ни дадоа да ги посетиме. Можеби кога ќе биде топло, ќе пробам да отидам и да ги снимам, чисто да видам што има внатре. Меѓутоа, убаво и вака да се видат, затоа што се многу интересни. Некои викаат дека се само 1-2 метри внатре, некои викаат дека има цели ходници, меѓутоа тоа останува мистерија и треба да се влезе и да се снима. Секако здравје напролет, ако успеам да добијам дозвола, би отишол доле и би снимал. За сега ви го снимав само манастирот, а неговата преубава место положба и секако мирот што го носи ова место. И при посета на овакви места, сваќам дека сепак во животот мирот е најважен. Ете, уживајте уште малку во убавините на овој манастир. Ви благодарам што го изгледавте ова видео. Да ја потсетам да се претплатите, ако сте во можност да станете членови, ако не, да сте ми живи и здрави. Ве поздравувам од ова преубаво место. Останете ми во добро. Благодарам што гледате и ви праќа многу љубов вашиот Сонцогор.